Стоматолошката ординација Фуџи Дент од Кавадарци започна да работи пред 20 на години во изнаемен простор и со основни средства за работа, но со огромна визија и желба за напредок. Сите овие 20 години вложуваме во себе си, исто така и во современа апаратура во смисол на дигитален рентген панорамикс, ласер и други современи материјали и апарати, се со цел на пациентите да им овозможиме современа и професионална услуга. Во нашата ординација секојдневно се занимаваме со општа стоматологија, со естетска стоматологија, детска стоматологија и ортодонција. Пред 5 години, заедно со мојот сопруг, од една хедонистичка идеја, која што ја започнавме со многу голем ентузијазам, отворивме мала семена винарија и во текот на сите овие 5 години, чекор по чекор, нашата семена винарија со многу голема љубов и со многу голема посветеност ја претворивме во еден водечки бренд помеѓу малите семени винарии. Многуте награди на домашни и најпрестижни меѓународни вински надпревари ни се постојан поттик да продолжиме понатаму со продуцирање на уште поубави вина. Ова година освоивме 19 медали на престижни меѓународни надпревари, како што се Декантер од Лондон на International Wine and Spirit Competition, исто така во Лондон, Mundus вини во Германија, на Open Balkan Wine Vision фестивалот во Белград, на Balkan International Wine Competition и овде морам да го истакнам нашето најнаградувано вино Dark Horse, кое што веќе стана препознатливо во Македонија па и пошироко. Ова година за прв пат имаме нов производ кој што е бленд од 3 сорти на вино: Каберне Совиньон, Вранец и Мерло. Тоа е нашето ново вино My Story, на кое што му предвидуваме многу светла и успешна иднина. Исто така над винаријата имаме и апартмани, сместувачки капацитети кои што на Booking имаат најдобри рецензии во регионот, така што во винаријата нудиме и исто така дегустации, тимбилдинзи и долги разговори во пријатна атмосфера за виното. Жените можат да бидат многу успешни лидери заради нивната способност да имаат емпатија, способноста за решавање на конфликти, како и за тимската работа. Исто така, жените имаат и еден напреден стил на комуникација, имаат способност за стратешко размислување. Во овој случај јас би спомнал еден специфичен пример за жена лидер. Тоа е мојата баба, по која што сум крстена, баба ми Веса. Таа беше вистински лидер во рамки на своето семејство, но само во рамки на своето семејство. Можам да замислам со нејзините лидерски способности, ако во денешно време би била дел од некоја современа компанија. Сигурно таа компанија би доживеала своевиден интересен и разновиден развој. Исто така, тоа многу би значило и воопштено за развојот на општеството. Вистински пример за жена лидер е баба ми Веса, по која што сум крстена. Таа беше на вистина лидер во рамки на семејството. И можам да замислам денес таа да биде дел од некоја современа компанија, би била вистински лидер и предприемач. Така што на секоја жена треба да ѝ се даде шанса да може да ги покаже своите способности и надвор од семејството, да се надменат стереотипите дека жената е само за дома.
државата би требало да обезбеди образовни програми и тренинзи за жените, за да можат да си ги подобрат своите вештини и похрабро да влезат во предприемачките води. Исто така, добро би било да се создадат менторски програми преку кои што успешните жени предприемачи ќе можат да им даваат совети на младите потенцијални предприемачки таленти. Вмрежувањето или нетворкингот е многу важна алатка преку која што жените можат да си споделуваат искуства, се со цел да можат поуспешно да ги водат своите компании. Воедно сакам да кажам дека и изголемувањето на јавната свест за женското предприемаштво треба да биде што е можно подигната на повисоко ниво и треба сите да работиме на тоа, не само жените, туку и мажите. И добро би било кога повеќе жени би имало во поводечки позиции, да речеме во управни одбори, на повисоки раководни места во компаниите, за да може да се воведе една поголема разновидност во управувањето и со тоа да се добијат бенефити и за компанијата и за општеството. За еден човек да биде успешен, воедно и во семејството, и на своето работно место, клучна работа е образованието. Доскоро беше доволно човек само факултет да заврши, но во денешно време, освен образованието, важно и неформалното образование. Во рамки на нашето семејство постои една компанија за неформално образование, која што се века Creative Hub. Нејзин главен раководител е внука ми, Аријана Коскарова, и таму можат сите млади жени предприемачи да добијат програми и курсеви за само себе напредување во смисол на деловна комуникација, маркетинг, менеджмент, странски јазици и така натаму. Освен образованието, значи тоа што се работи едноставно мора да се знае. Друга работа е следењето на трендовите. Во денешно време тоа што се бара пред 10 или 20 години не било актуелно. Треба да се следат трендовите и во смисол на методи на работа и во смисол на она што пациентот или клиентот денес го бара и го прави среќен и задоволен. Една од можеби најважните работи за постигнување на успех е одлучноста. Ние можеме нештото да го знаеме да го направиме, можеби имаме средства, но ако не тргнеме во реализација до целта или визијата која што сме си ја поставиле, едноставно нема да имаме напредок. Препорачувам на секоја жена, предприемач со своите квалитети, храбро и одлучно да зачекори кон остварување на својата визија. За еден човек на своето работно место, без оглед на која позиција е, за да има успех, многу важна е тимската работа. Кохезијата или разбирањето или заедничката цел и почитувањето на секој член на тимот е многу важна работа, за да се има едно чувство на напредок и на само себе исполнување во секојдневната работа. Уште нешто заборавив, ама може ова да го кажам. Неодамна прочитав дека во текот на својот живот човекот просечно сонува 6 години. Јас велам дека човек треба да сонува и буден. Тоа значи дека било која идеја да ја има, не треба да ја чува во себе си, него треба храбро да зачекори и
секојдневно да работи на нејзино остварување. Секој ден човек треба да се запраша што направив денес јас за да си го остварам сонот. Кога ќе најде одговор на тоа прашање, многу полесно со мали и сигурни секојдневни чекори ќе стигне до посакуваната цел.